За значењето на оваа посета, но и воопшто околу целокупната церемонија, околу сето она што ќе се случува во главниот град Скопје, но и за сите оние места и локации кои ќе ги посети папата Франциск. Денеска во продолжение на оваа тема зборувам со отец Гоце Костов од Католичка црква. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден и благодарам за вашата покана денес да бидам гост во оваа емисија утринска на телевизија Телма, со која би можеле заеднички да ги запознаеме нашите гледачи за ова историска посета, но би кажал исто така и би додадал и посета од светски размери, затоа што очите на светот ќе бидат вперени на 7 мај во Македонија и плоштадот Македонија. Браво, имаме исто име. Предпоставам дека ќе имаме совршен разговор. Јас православен, вие католик, па еве околу великденските празнувања може да се почестиме по едно великденско јајце. Христос воскресе. Навистина воскресна. Ете, така за убаво да ни почне разговорот. Што значи ова историска и легендарна посета на нашата земја околу значењето на посетата на папата Франциск на Македонија? Ова посета на папата Фрањо во Македонија е прва историска посета. И историска прва, затоа што немаме пишани извори досега еден папа да има посетено Македонија, иако тоа не е исклучено. Меѓутоа, во оваа форма на посети кои Светиот Отец ги врши, односно неговите претходници после Вториот Ватикански собор, е прва од ваков размер и од ваков вид на посети кои ги врши. Особено ваква официјална со целокупна церемонија. И ова посета исто така опфаќа два дела. Првиот дел е посетата на Светиот Отец како државник и средба со државниот врв и граѓанското општество, а вториот дел од неговата посета е со своето стадо, со верниците, но исто така и со оние луѓе кои што ќе дојдат на светата литургија на плоштадот Македонија. Со еден збор можеме да кажеме дека посетата на папата може да биде слободно еден празник за целата држава, празник и на верата, на заедништвото и соживотот. Оче, како е испланирана да тече целокупната посета? Кога е пристигнувањето на папата Франциск на Скопскиот аеродром? Понатаму, како би требало да следи целокупниот настан околу сите оние збиднувања кои што се планирани, посетата на спомен куќата на Мајка Тереза, потоа средба со граѓаните, со сиромашни лица на плоштадот Македонија. Ќе начнеме подоцна и за начинот како може да се биде дел од овој настан. Исто така тука и средбата со државниот врв. Така, значи папата ќе пристигне на меѓународниот аеродром Скопје во утринските часови околу 8:30 и после тоа веднаш ќе биде пречекан од премиерот и председателот и веднаш потоа ќе замине на средба во резиденцијата на председателот, каде што ќе има и со премиерот и со председателот заеднички одвоени средби, а веднаш потоа Светиот Отец ќе се сретне со граѓанското општество и дипломатскиот хор во просториите на председателската резиденција. Откако ќе заврши тој настан, Светиот Отец има средба со верските лидери, односно поглаварите на верските заедници во Македонија, и таа средба ќе се одвива во спомен куќата на Мајка Тереза, а после пак таа средба Светиот Отец ќе има средба и со сиромашни лица на платото од спомен куќата на Мајка Тереза. И би додал само уште тоа дека е многу убава символика што верските лидери ќе се сретнат со Светиот Отец токму во куќата на Мајка Тереза. Односно спомен куќата, заради тоа што сите го знаеме нејзиниот живот, нејзиното дарување за ближниот и за Бог, и без разлика таа не делеше ни на националност, ни вероисповед, па така е во тоа една убава символика да папата се сретне со верските лидери таму каде што ние нема да се делиме еден од друг. Верувам дека и самата спомен куќа ќе му се допадне на папата Франциск. Верувам дека ќе не знам, ќе има радост на неговото лице за тоа како изгледа самата спомен куќа и воопшто околу самата атмосфера таму. Секако дека спомен куќата е еден прекрасен
објект и средбата ќе се случи во капелата во која е во рамки на спомен куќата и тоа е срцето на самата спомен куќа, затоа што таму е присутен и самиот Христос во светото причастие, но исто така би додал дека Светиот Отец доаѓа и како ходочасник во родниот град на мајка Тереза. И мислам дека тоа му додава уште поголема убавина на целиот овој настан што ќе ја збогати Македонија на 7 мај. Да, има многу убави причини за неговата посета на Македонија. Ќе следува и следба со граѓаните, со оние кои што сакаат да бидат во негова близина или пак заедно со него на плоштадот Македонија. На кој начин може да се биде дел од овој настан? Така, Светиот Отец ќе има света литургија на централниот плоштад Македонија во Скопје и таму ќе може да учествуваат апсолутно сите луѓе со добра волја кои што сакаат да бидат дел од тој настан. Како што е средбата во спомен куќата за повеќе верски заедници, односно за луѓе со различни вероисповеди, исто така и таа литургија може да се присуствува и луѓе со друга вероисповед. Но исто така би додал за таа важност на меѓурелигијскиот диалог, соживот, средба, заедништво е исто така и меѓурелигијската и екуменска средба на млади која ќе се случи во дворот на католичката катедрала Пресветото срце Исусово во Скопје. И тоа уште еднаш дава силен момент на тоа наше заедништво. И ево, интересот е многу голем и за двата настана, и ние навистина сме задоволни заради тоа што само ја потврдува важност од оваа посета и дека луѓето во Македонија препознаа дека оваа посета на Светиот Отец е важна за нашиот соживот и за нашето чекорење во предизвиците на нашето општество, за тоа што сите ние сме повикани да одиме заедно, да чекориме заедно. Што е односно што ќе се случува во католичката црква во Скопје? Значи во католичката црква како е таму испланирано да тече така. Значи во дворот на црквата ќе има средба на Светиот Отец со млади од различни вероисповеди. И таму ќе има предпрограма најпрво, а после предпрограмата ќе има неколку млади, односно од католичка, исламска, муслиманска вероисповед и од православна ќе дадат конкретни сведоштва пред Светиот Отец. А после тоа Светиот Отец ќе даде едни совети, охрабрување како да се продолжи во тоа заедништво. Можеме ли само да споделиме и некои од правилата на однесување во рамките на посетата на папата Франциск на Скопје, на Македонија, во делот на онаму каде што тој ќе биде присутен, но и воопшто околу еден посебен начин на сообраќаен режим, ако може да споменеме, во делот на неговото минување. Така, значи, на веб страницата papa.mk веќе се објавени правилата за тоа како треба да се однесуваме за време на посетата или кога ќе поминува папата на одредени места. И најпрво не е дозволено фрлање на никакви цвеќиња, не е дозволено носење на пиротехнички средства, запалки, чадори, исто така, затоа од организаторот се препорачува да се носат мантили за дожд. Исто така треба да се знае дека просторот на плоштадот е литургиски простор и на тоа значи дека треба да се однесуваме како да сме во црква. Па така, те нема и транспаренти некои, туку сосема едноставни знаци, мали знамиња или меѓутоа не големи транспаренти, затоа што е сепак литургиски простор. И како што се однесуваме во црква, така би требало да се однесуваме и на плоштадот кога ќе мирно, спокојно, со поздравување кон папата. Да, секако. Да. Кој е начинот, ти претпоставувам дека, односно имам информација дека ќе има влезници, од една страна ќе се влегува во делот каде што ќе биде папата Франциск или ќе има повеќе делови, или тоа е дел од организаторите? Дел од влезници, секоја влезница има свое место, односно сектор, каде треба да се смести оној што доаѓа со таа и таа
влезница. Влезниците, напоменувам, истакнувам дека се бесплатни. Набавката на влезниците е важна заради организацијски аспект, за да може да се одвиваат побрзо влезовите, влегувањата на сите оние кои сакаат да присуствуваат на светата литургија, и има 3 влеза и влезовите се назначени на самата карта и затоа се повикуваат луѓето да влезат од оние влезови каде што тоа е назначено на самата влезница. На веб страната има каде може да се најдат билетите? Така, значи билетите може да се набават до 3 мај во секоја католичка парохија, парохијска канцеларија во Македонија, но исто така овие денови на 3 места во Скопје, пред спомен куќата Мајка Тереза, пред градскиот трговски центар и кај црквата Свети Димитри се делат овие бесплатни билети, а од денес и утре бесплатните билети се делат и во Струмица пред трговскиот центар Глобал, и времето е од 9 до 17:30 часот. Ова е убаво што го напоменувате, затоа што е навистина важно да се каже дека влезниците се бесплатни, само треба да се земат за да се има еден подобар ред во делот на спроведувањето и на посетата на папата Франциск. Како и врз основа на што се делат, односно се одлучува папата во кој дел од светот ќе биде во одреден временски период? Зошто токму сега? Зошто овој период? Која е причината за посетата на папата Франциск на Македонија? Значи, папата, односно неговата канцеларија, изготвува програма за неговите апостолски патувања. Обично, околу великденските празници нема никакви патувања, така беше случајот во април оваа година, Светиот Отец не патуваше никаде, и околу божитните празници. А другите патувања се планираат онака како што тоа одговара и на одредената држава каде што се посетува, но исто така и протоколот на Светиот престол. Супер, што имаме само за крај да им порачаме на нашите гледачи, на оние кои што не следат? Јас би сакал да порачам на нашите гледачи да дојдат во вторник, 7 мај, на плоштадот Македонија, за да бидеме дел од оваа историска посета, дел од историјата, кога Македонија испишува историја, за да можеме заеднички и духовно да се збогатиме. Супер. Ми беше навистина многу мило, огромно задоволство што дојдовте овде во утринска на Телма заеднички да зборуваме за оваа историска и легендарна посета на папата Франциск на Македонија, и мирно, спокојно, сплотени сите заедно да го пречекаме папата и да бидеме дел од едно вакво свето, би рекол, негово служење во Македонија. Така, ви благодарам јас за вашата покана и за учеството во оваа емисија, и исто би било важно оние пораки кои папата ќе ги упати да ги земеме на срце и да ги спроведеме, да ги живееме, за да има плодови на заедништво во нашата земја. Супер, баш убаво кажано, така би требало и да биде, и тоа нека биде порака и апел до сите оние кои што ќе бидат дел од ова збиднување, но и оние кои нема да бидат, а ќе ги слушнат пораките на папата, истите да ги применуваат.